Добро вечер, почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Спорт 1 на 1 ТВ. Во сенка на успесите на ракометниот клуб Вардар во Лигата на шампионите на ЕХФ, додека траат и подготовките на нашата ракометна машка репрезентација, но и се она што ја очекува фудбалската репрезентација, како и надпреварите во домашното кошаркарско првенство и битката за титулата, минуваат и подготовките на нашата машка одбојкарска сениорска репрезентација. По тој повод во студиото на 1 ТВ ги повикавме капитенот на нашата сениорска репрезентација Никола Ѓорѓиев и Филип Деспотовски, двајца репрезентативци кои во продолжение од оваа календарска година верувам дека ќе донесат многу радост за нашата спортска нација. Македонија се пласираше на Европското првенство и тоа е главната тема за оваа вечер. Добре дојдовте. Добро вечер. Чекавме долго, патот беше тежок и трнлив. Тоа се основните работи кои што можеме да ги издвоиме во однос на патот до успехот на оваа селекција, на оваа променета генерација која во септември ќе ја представува нашата земја на завршниот континентален собир. Пред да направиме анализа за она што во моментов правите и што допрва ќе правите, можеме само да кажеме и да им најавиме и на гледачите, но и на вас во студиото, како изгледаше последниот поен по кој во Кале се славеше пласман на Европско првенство, па да го погледнеме тоа. Убава слика, убави спомени, што буди кај вас во овие моменти по одредено време, ово присетување. Беше многу радосен момент за сите нас, за целата публика, за целата јавност, за сите кои сакаат одбојката. Тешко се пласиравме, жалосно е да кажам што и претходни генерации многу добри играчи не успеа да го направат тоа што ние го направивме. Едноставно све одеше како подмачкано. Сите резултати, на крај радоста беше уште поголема со што све излезе така како што излезе. Капитенот вели? Ја ќе се потсетам на цел овој ден, бидејќи ние уште по поразот од Украина, веќе во авионот, ја имав направена анализа кои резултати треба да ни се десат за да успееме да се пласираме на Европско со наша победа од 3:0. Така да првото беше одма кога се враќавме следниот ден на Бадник 6-ти, Естонија ја победи Латвија 3:0. Следните два резултати беа во среда. Утакмиците беа, ако не се сеќавам точно, беше некаде околу 5:30 и околу 6:30 беа. Едната беше Шведска со Азербејџан, другата Латвија со Израел. И битно беше само победа на Латвија и победа на Шведска. Во меѓувреме овие два дена и јас и селекторот и сите репрезентативци кои имавме сите наши контакти. Јас имав среќа селекторот на Шведска да ми биде во Јапонија, скаут беше на една екипа во која ние игравме финале, така да со пораки, со јавувања. Од Латвија го најдовме коректорот и го најдовме примачот, за да успееме да направиме да одиграат само како знаат, бидејќи ние знаевме дека Латвија и Шведска ако одиграат како знаат, нивна игра секако победуваат. И сакавме да знаеме на што сме, дали ќе играат, дали ќе има некои игри. Меѓутоа, селекторот на Шведска ми рече ние победуваме 100%. Значи, мене ми е битно поради буџетот за следна година и поради права млада екипа за некоја поголема цел. Додека Латвија беше поинтересно, бидејќи кога изгубија тие со Естонија, тие ги загубија шансите за Европско првенство. И во понеделникот ја му пратив порака на тој нивниот најдобар примач, кој што не играше во недела
утакмицата со Естонија и ми рече извини Нико, мене ми рекоа да не доаѓам за таа утакмица. А претходно беше ја доаѓам за таа утакмица, многу ни е битна. Ја не доаѓам, мене ми стана сумњиво, викам готово, не знаеме како ќе биде. Меѓутоа се слушнавме со тој коректор што има и тој рече ние ќе играме, сакаме да победиме пред наша публика, не сакаме да завршиме со 3-0 порази. И се сеќавам добро на тој ден, спиев од 3 до 5:30, станав и нон-стоп на резултати. Пратев Шведска. Шведска ја згази Азербејџан, веќе се спремавме, отидовме во сала. Во сала се сеќавам дека на 1-0 за Латвија селекторот ни рече гасете мобилни, гасете све, се фокусираме на нашата утакмица. И ништо, после знам само дека игравме нашата утакмица, во еден момент цела сала стана, почна да се радува, веќе разберавме дека победила Латвија и дека се е во наши раце. И знам дека третиот сет беше некако 19-10 за нас. Брат ми рече ај честито. И од тогаш дојде 19-17 и на тој таумаут ја му викам што честиташ, гледај што се случува. И меѓутоа после тоа се случи историскиот пласман. Да. Важно е да се забележи за оние кои што не беа во спортскиот центар Кале на тој надпревар историски за нашата одбојкарска репрезентација, дека како одминуваше времето по завршувањето на првиот сет, откако јавност, благодарение пред на социјалните медиуми, стануваше свесна дека нашата репрезентација има шанси со победа да избори пласман на Европското првенство. Од сет во сет публиката растеше и покрај тоа што надвор имаше многу снег. Скопје на некој начин беше блокирано, беше празнична еуфорија. На крај ја добивте поддршката која што ја посекувавте, барем во завршниот сет. И прославата која видовме заедно со навивачите, верувам дека ќе ја паметите до крајот на животот. Сега ве очекува еден сериозен предизвик, прво сериозни подготовки. Тие веќе стартуваат. Неколку дена работите, како течат, колку сте задоволни од условите, ако знаеме дека во минатото и немавте причина да бидете задоволни? Па, сега не собраа што се вика на 20 дена, што е многу добро, затоа што Европското првенство е дури во септември. Ние што туку ги завршивме сезоните, нешто туку него пред месец дена. Добро е што сме сега собрани. Целиот овој циклус е малку по-лесен, да кажам, сериозен е, не е доста сериозен е, но е по-лесен, не се работи за класични подготовки. Класичните подготовки ни очекуваат тек на 14 јули. Добро е што сме собрани, да не излеземе од тој колосек, затоа што сепак се пласиравме нели на европско. Прва година е за репрезентацијата на европско и треба да се покажеме во најдобро светло, така да нема да оставиме ништо на случајност. Има во неколку делови ќе бидат поделени подготовките, покрај овој прв дел имате после пауза, дел за се видите со вашите најблиски, повеќето од репрезентацијата се интернационалци и одвоени од своите семејства, од своите пријатели, ќе имате можност да се аклиматизирате и во кругот на најблиските, да ви дадат поддршка пред она што ве очекува во август, а потоа се најавени и неколку пријателски надпревари. Турнирот Чајка ќе биде ќе оди во полза на нашата репрезентација и таму ќе одиграте неколку контролни средби. Како мислите дека ќе го изменаџирате овој период со оглед на температурните разлики, а и ќе бидете во Маврова, потоа ве очекува еден силен пеколен ритам со надпревари и веќе учества на Европското првенство? Па да, како што рековте, ние сме овде до 22 јуни, потоа добиваме некои 3 недели слободно, кои што ќе ги искористиме да се одмориме и да бидеме со нашите најблиски. Од 14 јули, поточно од 13 јули со вечера започнуваме во Маврово и како што знам јас, таму треба да бидеме до 14 август, каде подоцна одиме за Романија, каде играме 2 пријателски утакмици со репрезентацијата на Романија. Подоцна, не знам точно дали распоредот имаме 2 пријателски утакмици со Шведска, па потоа доаѓа турнирот Чајка, кој што е многу силен, доаѓаат екипи на Бугарија, Белгија и Украина. И подоцна одиме за Австрија, каде што таму играме 2 утакмици со репрезентацијата на Австрија и директно од таму одиме за Словенија за да стигнеме што побрзо, да се аклиматизираме и на Љубљана, и на салата, и на сите услови кои што ќе бидат таму. Мислам дека одлично е изменаџирано. Посебно ми се допаѓа тоа што уште сега започнавме да работиме теретана според програмата на нашиот нов фитнес тренер,
Тоа ќе биде многу битно за овој период, бидејќи ние ќе играме 5 утакмици во 6 дена и нашата физичка подготвеност мора да биде на највисоко ниво. Тоа е одлична работа и го поздравувам тоа. Ништо, ќе треба добро да работиме, добро се испотиме, добро да одмориме тие 3 недели и борба. Да, условите за, значи, сега за сега, колку работиме веќе недела дена, се стварно на високо ниво. Можеме да кажам дека вакви не биле до сега. Значи, стварно, до сега све е изменаџирано како што треба да биде. Добивте голема поддршка во минатото од навивачите на македонската одбојка. По оние низа проблеми и пехови не можеме да ги заборавиме, мораме да ги споменеме кога веќе работите се променија, да знаеме од каде тргнавте и каде стигнавте. Ќе го потсетам само оној момент со патувањето со автобус без клима, повеќе часовно патување, повеќе часовно исцрпување, настап во Европската лига, кој што бараше од вас да бидете повеќе од луѓе. И сега сте во ситуација во која можете да кажете конечно и ние добиваме нешто што претходно го немавме, а го заслуживме. Точно ли е тоа? Тоа е точно, значи тоа тргна на првото освојување на сребро во Евролигата. Патувавме за Полска, во 5 до 12 што се вика се одлучија да не пратат со автобус. Беше држ не дај, ама се сложивме, мора да идеме, и пак беше Final Four, не можевме да си го допуштиме тоа ние да отсуствуваме. Го прифативме тоа патување со автобус, утре дента, после 1 час возење, се расипа климата. Ја поправавме во Ниш, па едно 7 сата седевме во Ниш, во двор кај еден механичар. После тоа продолживме за Полска, стигнавме за 32 часа можда беше. И не фати инат, ја победивме Естонија во полуфиналето 3:0. За Словенија во финалето немавме сили. Но тогаш тргна све. Имаме, сакам да кажам, тоа морам да го појаснам, дека имаме одлична дружба во репрезентацијата, многу добро разбирање колегијално и мислам дека тоа е успехот што не држи толку години. Со оглед на тоа дека повеќето сте интернационалци, навикнати сте на поинаков третман пред се во медиумите, во македонските медиуми одбојката се поретко ја има, но добивате шанса во ова издание на Спорт 1 да проговорите за оно што вистински можете да го очекувате на Еврошампионатот. Каква е реалната амбиција на оваа репрезентација? Па, реалната амбиција. Реалната амбиција, прво мене не ми се допадна фактот што ние не играме Евролига оваа година. Тоа не е добро. Иако некој ќе каже дека може би подобро беше да одмориме. Да, ние играме 5 години. Да, ние сме амбициозни, може би трето, четврто, пето место ќе ни влијаеше на нашата ментална состојба, кој што влијаеше минатиот Final Four, каде што изгубивме, па потоа имавме 3 утакмици што водевме 2:0, па изгубивме 3:2 во квалификациите или победивме 3:2. 2 победивме, не изгубивме. Мислам дека тој период од 9 месеци, јануари 9 до 12 септември, без официјален меч е предолг. И јас искрено се плашам од тој прв сет, прва утакмица на НФЛ, бидејќи ние сме дебитанти на ова европско првенство. Европската лига е сосема друга. За Европската лига плаќаш, се пријавуваш за да играш. Европско првенство треба да се квалификуваш. А нас можеби таа прва утакмица ќе ни биде и најбитна. Реалноста е дека ние со Финска, Турција и Белорусија ние може да играме и може и да победиме. Значи, тоа е реалноста е тако. Меѓутоа се ќе зависи дали сите ќе бидеме на број, дали сите ќе бидеме здрави, како ќе ни биде пенчот што се вика вторите 6, дали ќе имаме замени или нема да имаме замени, имаме доста повредени играчи, доста играчи со прашалници дали ќе дојдат, нема да дојдат, што се случува. И така да за мене втората фаза е нова историја. Ако стигнеме до втора фаза, за мене е нова историја. Во група сте со домаќинот Словенија и со актуелниот европски prvак Русија. Можеме да кажеме дека овие две репрезентации се фаворити за оваа група, но пласман во осмина финалето носат првите 4 позиции на табелата. Може да се заклучи дека има реални шанси нашата селекција да избори пласман во осмина финалето, ако се мине според предвиденото и подготовките и настапот и оној воведен надпревар против Финска. Значи,
реални шанси има. Ние треба да одиме натурар по натурар. Значи треба прво да си гледаме Финска, да успееме да ја победиме. Доколку ја победиме Финска, зашто да не идеме и на втора победа? Реалноста е дека шанси има да се обезбедат за втор круг. Како што кажа Никола, значи треба прво сите да бидеме здрави, сите да бидеме во топ форма, што верувам дека ќе ја сериозно почнавме од сега да работиме, верувам дека ќе ја достигнеме таа топ форма. И реалноста е исто дека со домакинот Словенија сме играле претходно, сме ги победувале 3-2, иако се вице шампион на Европа. И сме губеле 3-2, сме биле тука со нив. Со Русија реално немаме што да бараме, реалноста е таква. Но јас сум сигурен дека ова што го работиме дека ќе донесе победа на европско. А ако донесе една, зашто да не донесе и уште една и уште една. Кога го обезбедивте пласманот на овој континентален собир, кога се очекуваше ждрепката да видиме во која група ќе бидете и против кои селекции ќе играте и во кој град ќе играте, можноста да се игра во Словенија, Љубљана за некое разочарување, за некоја голема предност, затоа што нашата репрезентација има реални шанси да добие добра поддршка во овој град пред се заради доста од македонците кои што живеат во Словенија, но и блискоста до оваа земја да се отпатува од тука до таму и да се биде дел од овие надпревари на трибините. Поддршката од навивачите ја имате неспорно кај нас, но колку ја очекувате на ова европско првенство и што таа за вас би значила? Па искрено ја очекуваме доста се. Ние кога гледаме ракомет, кошарка, нели, која беше, се ние сонуваме за таква поддршка и ние сонуваме за не знам, ние во Швајцарија сега кога бевме и за прв пат така ја се осетив многу убаво кога пред утакмица стигнавме со автобусот, а веќе тука беа по чатор македонци со знамиња, наши песни. И тоа едноставно мене многу ме мотивираше и се чувствував убаво. А и сите наши репрезентативци кога после се зборевме меѓу нас, се чувствува убаво. Се надевам дека на европското првенство ќе има иста таа атмосфера и на трибините се надевам дека ќе дојдат во доста голем број. Искрено мене од Струмица многу луѓе ми кажуваат дека ќе дојдат, многу луѓе бараат дресови, многу луѓе веќе се спремаат за тоа патување. Така да се надевам дека и од сите други градови ќе дојдат луѓе и ќе не поддржат. Сигурно дека тоа ќе ни значи, сигурно дека дебитантскиот настап на европското првенство со наша публика ќе биде многу полесен. Така да ја очекуваме и се надеваме на неа. Неизбежно е да се направат паралелите затоа што македонскиот народ сака спорт, го поддржува спортот, но знае многу често да го куди. Ги навикнаа ракометарите на сериозни дострели во машка конкуренција, зборам за репрезентативен ракомет, направија неколку историски резултати, редовно се учесници на големите турнири, на европските и на светските првенства. Во клубски ракомет имаме сериозни дострели во името на Вардар, претходно Металург, и исто така навика да се гледа еден елитен спорт и да се поддржува во салите кај нас, но и низ Европа. Фудбалската сениорска репрезентација го подигна квалитетот и реномето, ги подигна и резултатите, и тие се на некој начин во некоја фаза да размислуваат дека би можеле да стигнат до пласма на Европското првенство во 2020 година. Одбојкарите, вие стигнавте за прв пат на Европското првенство, кога почнувавте со одбојката. Го кажувам ова во една друга конотација. Еуфоријата владее кај нас. Самиот пласман на Европското првенство сам по себе, барем според мене, голем успех за македонската одбојка, верувам и за вас. Видовме каков дочек добија и кошаркарите, и ракометарите, и ракометарите сега на Вардар, претходно мислев на селекциите, со 2 победи, со 3 победи, со пласман во 8 на финалето. Посекувате ли нешто слично по враќањето кај нас на тоа едно европско првенство? Секако дека да. Да се навратам дека тоа што го кажа дека Македонија сака спорт, искрено очекуваме поддршка во Словенија и веќе добиваме многу позитивни коментари дека ќе се присуствува на европското првенство. А за ова секако дека сакаме таков пречек кој не би сакал, но за тоа ќе треба прво да изиграме и да оствариме влез во вториот круг. Ви предизвикува тоа дополнителен притисок? Па Да се успее за да се има. Сакаме да го имаме, но мора да успееме. Позитивен притисок, да. Позитивен притисок, да. Затоа што да го добиеме тоа, сигурно дека ќе направиме све. Се промени ли работите со македонската одбојка во последните неколку години? По однос на резултатите вие кои што ги донесовте, нешто значи ли тоа за македонската клубска и репрезентативна одбојка?
Верувам дека знаете како стојат работите. Верувам дека ги знаете и нашите пролигаши и шампиони и освојувачи на домашните трофеи. Клубската одбојка оваа година виде некој подем, со тоа што 4 екипи веќе беа доминантни и меѓу тие 4 екипи не се знаеше кој ќе биде шампион, што за разлика од минатите години беа само 2 или само една екипа. Она што е исто така важно е дека се зголемија и буџетите на тие 4 клубови, се донесоа странци, квалитетни странци, и каде што, да кажеме, малку се подигна рейтингот на клубската одбојка. Зборам, јас бев на финалето Струмица Шутова и стварно тоа е далеку од, да кажем, некој висок левел на одбојка, високо ниво, меѓутоа е голем чекор напред за разлика од минатата година и за разлика од другите години. Во репрезентацијата, на жалост, освен 2-3 нови деца кои што обеќаваат, кои што мора да ги спомнам, Стојан Чилиев, Лука Костич, Марко Стошич, другото за сега нема. Или бар јас не знам. Значи, тоа е, за мене, мислам дека е многу малку, бидејќи кога јас, Филип ќе си оди, Владо Милев, Љавтов, ние треба да ја оставиме. Тоа што кажете, за мене влезот во втората рунда не е, мислам, е многу битен. Меѓутоа, многу побитно е да добиеме таа константност. Еве, ние играме Европска лига 5 години, 5 години сме на Final Four, 3 сребрени медали. Така и така сакам да продолжиме као рекометарите, да бидеме на секој европски собир, па зошто не и на еден светски собир. Мене ми е многу битна таа константност, да не биде, еве сме на Европско првенство, после 2 години нема нигде, после 6 години пак одиме на Европско првенство. Значи да си фатиме континуитет на тие надпреварувања, да бидеме пријавувани во сите можни надпреварувања, и квалификации за олимписки игри, и квалификации за светски првенства, и квалификации како беа тие игрите во Баку што беа 2015-та, олимписки игри, европски олимписки игри, и медитерански играме. Така да мислам дека оваа генерација треба да биде пријавена на секој можни квалификации за надпреварување и да ја добиеме таа константност. Кога ги споредиме условите во кои што се работи кај нас, мислам во земјава, за одбојката, со останатите спортови, можеме да извлечеме дека тоа е можеби единствениот проблем или најголемиот проблем поради кој се помалку млади личности одлучуваат да се занимаваат полупрофесионално, а потоа и професионално со одбојката или прерано се откажуваат од овој спорт. Ростерот со кој што располага нашиот селектор е скромен во однос на другите спортови. Гледате ли некаква промена со сите работи кои што се случуваат во земјава? За да се омасови повеќе одбојката како спорт, повеќе луѓе се занимаваат, но и повеќе луѓе да инвестираат во неа. Одбојката како спорт е многу интересен, но за жал во Македонија во последните 10 години интересирањето за занимавање со одбојка е на баш ниско ниво. Школите се преполни со деца, но како што кажа Никола, сега за сега нема некоја иднина, освен тие што се 2-3 нови во репрезентација, на кои што треба да ја оставиме ние одбојката и репрезентацијата. Не е тоа све комплетно. Таа константа што збори Никола дека треба да ја имаме на секој европско првенство, на све, то треба некој да доаѓа од позади што ќе ја држи таа константност. Сега за сега нема. Интересирањето не е. Дали тоа го носат успесите на ракометот, на кошарката, нашите успеси дали се помали, сепак мислам дека не е доволно, нема доволно интересирање за младите категории за одбојка. Не смееме да заборавиме, многумина кои што почнале да се занимаваат со одбојката имале во предвид и во глава, тоа го кажувам и од лично искуство, одбојката е единствениот тимски спорт кој што нема фаул. Немате потреба да стравувате од арогантноста или трапавоста на противникот, затоа што сем контактот на мрежа, што е строго забранет, никаков друг контакт и немате со противникот. Може ли тоа да се земе како една парола или повод за да се пласира информација кај младите да се занимаваат со ова заради тоа што прво ќе пораснат повисоки,
а второ нема да стравуваат од контакти и од груба игра. Да се направи акција, да се помогне заедно со вас како интернационалци и искусни одбојкари и заедно со репрезентацијата во пресет на ово европско првенство, да се помогне на помладите да размислуваат во тој правец, затоа што пак ќе кажам, одбојката е еден од најубавите и најатрактивните спортови. Брз спорт со многу поени, нема потреба од чекање 90 минути за да падне еден гол. 2 секунди. Пресвртите се случуваат многу често, а сепак тоа не е доволно за најмладите да решат од оваа сезона јас ќе играм одбојка. Не сум веќе расположен за кошарка или фудбал или ракомет или кој да е друг спорт. Во Струмица тоа не е правило. Па не, во Струмица, фала му на Бога, од секогаш имало и мислам дека ќе има, еве сега гледам, има млади деца кои што тренираат. Од секогаш има, тоа е голема благодарност и на Кире Ричлиев, кој што уште јас кога бев основно училиште, тој ме зема под свое и сега и други деца така тренираат. Мислам дека Струмица е расадник на таленти, еве ако не се лажам, и сега имаме 10 од 15 во репрезентација се од Струмица. Мислам дека тоа е знак дека таму се прави и мислам дека и другите градови треба да го следат тој пример. Тоа важеше и за Тетово едно време, но повеќе не е така. Нажалост, не е така. Мислам, ние како репрезентативци, освен јас, сега да спомнам, значи, лани јас бев во Полска и многу од клубот водеа грижа за умасовување на одбојката. Значи, одевме по школи, држевме тренинзи, држевме говори, се сликавме, автограми, па во друга школа. Дури секоја недела имавме по една школа во околината на Варшава, кај што ја посетувавме, кај што им дигавме на децата, игравме со нив, се сликавме. И стварно беше одлична акција да се види колку деца тренираат одбојка. Мислам дека ние треба да го преземеме тој пример и да сега додека сме заедно, иако сега започнува секако школскиот распуст, да најдеме начин како да допреме до тие деца, да не видат ипак ние сме идоли на некои од тие деца и секако дека дружбата со нас и нашите совети би им добро дошле и би им биле уште поголема мотивација да тренираат повеќе. Мислам дека клучот е повеќе работа, повеќе умасување на нашиот спорт и ние како репрезентативци, како амбасадори да одвоиме уште повеќе од нашето време да се дружиме со тие мали одбојкарчи. Да, промоција е добродојдена дефинитивно, меѓутоа ќе зависи многу и од нашиот успех на европско за таа промоција да достигне повисоко ниво. Напорно ли е да се минат овие подготовки со оглед дека сезоната доволно ви истроши, а имате сега и напорни подготовки, содржајни и повторно нема да бидете дел од вашите семејства со вашите најблиски, затоа што ќе бидете одвоени со репрезентацијата. Колку тоа и како ментално влијае по вас? Па, лесно не е. Значи, само што завршивме со клубските обврски, доаѓаме дома, никој не е дома, сите сме во континентал, во карантин. Тешко е да бидеме одвоени од семејствата, поготоа тие што имаме сега и сите сме повозрастни, имаме мали дечиња. Значи, ни фалат многу. Сигурно е и верувајте дека е многу тешко. Но физички се некако тоа го издржуваме. Значи, физички тренинзите ги одработуваме на максимум. Знаеме зашто го правиме тоа. И се надеваме дека кога ќе дојде европското, ќе се покажеме многу добро светло и дека сето тоа нема да биде. Сето тоа, значи, што сме биле одвоени од семејствата, не можеме да одиме на долги одмори, нема долги одмори. После напорни сезони, цело лето сме ангажирани со репрезентацијата, све нема да биде за џабе. Мене веќе ко 2013 година како започнавме, секое лето сме со репрезентација. Така идеме одма сезонна репрезентација. Мене ми е многу убаво. Јас стварно ја обожавам. Мене поголема радост од играњето за репрезентација нема. Јас сум рекол и порано во интервју дека кога победувам со репрезентација мене ми е најсреќен сум. Кога губам сум најтажен и многу сум љут и бесен и на сите и на себе и не сум за да бидам во дружба со никој. Така да, кога се пласиравме на Европско првенство, ја одма следниот ден размислував, што понатаму.
Сега пласирањето на Европско првенство не сум задоволен само со пласирање на Европско првенство. Значи сакам една победа, сакам две победи, сакам втора фаза. Знам дека кога ќе стигнеме у осми на финале, таму налетуваме дали беше и со групата Италија и Булгарија и уште една и Франција. Дали мислам дека една од тие три налетуваме и сигурно дека и таму ќе сакам победа. Таков ми е менталитетот. Едноставно не се задоволувам со постигнатото, сакам чекор повеќе и ништо. Тешки се подготовките, ама кога гледаме крајната цела Европско првенство, сонот за кој што заедно јас, Филип и сите други сме сонувале, генерации се сонувале да однесеме Македонија, сигурно дека не е многу полесно и сме горди на тоа. И тек после 20-30 години ќе знаеме што сме направиле. Сега уште не сме свесни. А свесни ли се во репрезентацијата дека имаат сериозно амбициозен капитен и дека тоа може би да представува проблем во текот на подготовките ако бара да се станува рано, да се останува долго во сала, да не се шета многу низ Мавро? Не бегаме од тоа. Не бегаме од тоа, свесни сме сите и свесни сме во амбицијата на Никола и сите ја почитуваме. Можам да кажам дека е прав капитен, дека одлично ја предводи репрезентацијата во последните 5-6 години, колку време е капитен. Сите успеси, значи, почнуваат од него, па после се препишуваат на сите други. Свесни сме што не чека и спремни сме да ги научиме и помладите да знаат што ги чека. Да не го забораваме, селекторот е исто така важна алка во оваа приказна. Каква е соработката со него? Што добивате плюс од неговите совети? Како се промени играта на нашата репрезентација по неговото доаѓање? Како функционирате сега? Селекторот прво ја мора да кажам дека ја као капитен, пошто најмногу комуницирам со него, ја свати суштината на оваа репрезентација, ја свати дека работите не се идеални. Дека фалат топки, дека мрежа може, дека сала може, ако сме договориле у 5 може да почнеме во 5:30, дека ручекот може да касни, дека патувањето може да касни, автобусот нема да стигне на време. И тој се навикна. Например, само да ви кажам, ние во јануари трениравме во како да ги наречам тие услови, на 0 степени. Сибир, он бил во Сибир играл, ние трениравме таму. И тој, например, сега не сакам да спомнам, со други селектори би имале многу голем проблем. И ја као капитен, значи би бил секој ден на состанок, секој ден зошто е овака, мора ти да преземеш повеќе одговорност, да разговараш, да смениш ова, да направиш ова. И тоа се ако си капитен, кога треба да водиш група од 14 луѓе, не можеш сега и за стручен штаб да водиш грижа и за бидеш, значи мораш да се фокусираш и пак квалификации за европско првенство. Така да тој ја свати со некои негови шеги, со некои негови тоа, успеавме да потренираме да тоа. Иначе ние во јануари многу тренинзи отидовме и рековме не може. Значи не се тренирале, топките остават модрици. Не се тренира, топката не лети како што треба, 0 степени во салата. И тој со некои шеги, па ајмо мало фудбал, ајмо мало ово, ајмо мало ово, и успеваше од нас да извлече максимум што можеше во тој момент да се извлече. И мислам дека тоа е нашата најголема придобивка. И најголема придобивка, он секогаш каже, па брате, ова е Балкан. Значи, он е свесен дека работите не се идеални, свесен дека мора да има големо трпење. Не е некој човек, еве, например, сега ние почнавме со тренинзи од понеделник, се гледа дека многу од нас не се во форма, не се тренирале, многу од нас го штедат своето тело, бидејќи имале исцрпни сезони тоа, меѓутоа тој све полека, ви ја давам оваа недела да се рехабилитирате, да се запознаете со топката што вика, и од следна недела ќе барам многу повеќе ангажман, многу повеќе знаење, односно да бидете вие тоа што се. Значи ние имаме уште денес тренинг, утре тренинг, па добиваме недела слободно и од понеделник ќе биде малку по-жуста ритам. Но на крајот од денот задоволни сте од соработката со селекторот? Да. Задоволни сме, да. Задоволни сме, значи поред неговото знаење, значи покрај знаењето што го поседува, што го поседувале и други селектори на Македонија. Како што кажа Никола, он најдобро карактерно не менаџира сите во екипата и тоа доведе до голем успех. Момци, до патувањето и заминувањето за пријателските надпревари за европското првенство има уште многу време. Јас во овој момент можам да ви се заблагодарам само за одвоеното време во ова издание на Спорт 1.
но оставаме простор да се видиме повторно, да проанализираме и продискутираме како поминале дел од подготовките, со што се соочувате, каква е атмосферата во тимот. Ви ветувам дека ќе ви дојдеме на гости во Маврово, да видиме таму какви се условите и колку сте задоволни од тоа што го имате. И ќе ви посекам многу успех, брза рехабилитација и влегување во колосек кој што го посекувате. Благодариме на поканата, ни беше чест и се надевам на нови дружења. Да, одбојката секако ќе биде дел од Спорт 1 и воиднина. Го чекаме Европското првенство, до тогаш ќе одработиме уште некои разговори, некои интервју. Ви благодарам уште еднаш во име на гледачите на Еден ТВ. Почитувани, тука ние не застануваме, продолжуваме со денешното спортско дружење на оваа фреквенција. Ќе најавиме дека финалната битка за титулата во домашното кошаркарско првенство меѓу МЗТ Скопје Аеродром и Работнички стартува утре во Јане Сандански, но тука се и настапите и останатите надпревари и спортови кои што ја одбележаа оваа седмица и секако за она што не очекува во идните денови од прилозите на колегата Слаѓан Ивковиќ во продолжение. Кога лавот е повреден, најсилно се бори. Вистинските шампиони излегуваат на терен кога им е најтешко и победуваат. Тоа се ракометарите на Вардар. Отпишаната и поценета експедиција уште пред да почне сезоната. Овие момчиња неколку месеци годинава игра од љубов кон ракометот, без парица, со многу недостатоци и проблеми, но најважно на теренот, ништо од тоа не се почувствува. Црвено-црните играа како да се предплатени, како никогаш претходно, па затоа не случајно на крајот ја добија својата награда. Тронот на Европа, златната рака од Лигата на шампионите. Победата во полуфиналето против Барселона по епски пресврт и маестралното издание во финалето против Веспрем ниту најголемите ракометни експерти не можат да го објаснат. Тоа се случува еднаш и никогаш повеќе, но за Вардар по втор пат во само 3 години. Во 2017 во дебитанското издание на Final Four завршницата излегува сензационални победници, а откако минатата година завршија четврти, сезонава магично се искачија на врвот. Во денешната бајка ниту самите вардарци не може да си ја објаснат. Уште не свесте што се направили, затоа што втора титула, ова е не прва е. Ова е многу потешко, така да многу сме срекни и само да чекаме кога ќе дојдеме на площад. Добро, Дибор, кажи ми, како е можно со една Барселона на полувреме да се губи -7, да има доминација у играта последни 15 минути, да се случи епски пресврт? Ќе те лесно објасним. Не знаеш каква псуиње во собликувална, си дереле, не знаеш како гледале друг на друг во очи и кажеле ќе умреме, али не изгубиме. И ево така. Што ве одржа во игра? Дали силниот карактер што го збори цело време капитенот или сепак оној победнички менталитет кој ве красеше цела сезона? Тоа што ние сме екипа, ние сме има капитенот и ние сме има, мислим дека 18 капитени. И затоа тој е наша сила и тоа само нам помогне да си победува. Тој тоа. Нема нешто повеќе. Не е важно против кој играш, кој е тренер, е важно дека сега ние сме шампиони. Е супер за Вардар, за Македонија. Многумина беа скептици, многумина беа пиша уште на почетокот на сезоната. Како успеа да го одржиш сите овие момци да бидат толку мотивирани, само доверба во себе за на крајот да го покажат тоа, иако многумина знаат што се случува, но никој не го почувствува тоа на теренот. Како успеате таа хемија да споите? Ние знаеме дека никој не мислеше дека можеме да бидеме во Final Four. Ние правивме и после играме пола финале. Размисла дека не беше многу човек дека помисли дека може да победиме против Барселона, ама со овие играчи секогаш се победува. С оглед на тоа дека ова е твоја прва титула, какви се очекувањата? Супер, одлично. Клеши. Неверојатно. Јас сум дошол дома да ви си баш да Нешто е знаат и са играчи не кажат, ама треба да видиш тука и треба да Са своја највеќе признание. Уживај, ова е наша вест. Они су ми дали све. Спорт
Хрватска Европа им одаде почит. Македонија им се поклони. Илјадници фанови им симнаа капа уште на Скопскиот аеродром, а потоа низ улиците па се до самиот плоштад. Слика вредна милиони зборови, атмосфера, еуфорија која не се опишува, но секое чудо за 3 дена. Сега за многумина прашањето е што понатаму, што го очекува Вардар во иднина. Неколку заминувања веќе одамна се познати. Тренерот Парондо ќе стане селектор на Египет. Карачич по цели 7 сезони црвено-црниот дрес ќе го замени со оној на Киелце. Мораеш, откако гурна Веспрем во финалето летово, ќе ги засили на пикерската позиција. Команот Милосављев славата во Вардар ќе преточи во Фуксе Берлин, Калараш го облекува дресот на Мотор, а Димитри Киселјев потпиша за Чеховски. Останатите се уште се во дилема за нивната иднина, а лојалноста се очекува да ја проложат капитенот Стоилов, Дибиров, Чупич, Поповски и Недановски. Сепак, во наредниот период ќе стане јасна финансиската состојба во клубот, со каков буџет ќе располагаат, а со тоа и амбициите за наредната сезона. Реалната шанса за настап на големата сцена по цели 7 години која им се даде на најдобрите ракометарки на Македонија остана неискористена. Селекцијата предводена од Симе Симовски загуби на двата бараш дуели од Словенија, а со тоа не обезбеди пласма на светското првенство во Јапонија. На првиот дуел во Скопје нашите ракометарки покажаа карактер и зрелост во поголемиот дел од играта. Сепак без доздана спортска среќа, на крајот мораа да се задоволат со пораз од 3 разлика. На втората пресметка во целија сликата беше далеку поразлична. Словенија уште од почеток навести дека искуството и квалитетот ќе биде пресудно, па така на крајот дојде до втора победа со 38-27. Македонската женска ракометна репрезентација последен пат на едно големо надпреварување учествуваше во 2012-та на Европското во Србија, каде завршија на 16-тото место. Најдобриот пласман датира од 2008-та со 7-то место на континенталниот собир кој се одржа во Македонија. Македонската машка ракометна репрезентација од утре почнува со подготовките за последните 2 квалификацијски дуели за пласман на Европското првенство наредната година. Селекторот Даниел Брестовац на првиот собир ќе има на располагање 20 ракометари, откако двајца најавиле дека ќе доцнат. Капитенот Кирил Лазаров и Филип Талески поради обврските во Нант, односно Рајн Некар, им се приклучат од понеделник, за кога е предвидено комплетирање на тимот. Македонија по 4 одиграни кола го зазема врвот во нашата група со идентичен број на бодови 5, колку што има и второпласираниот Исланд. Следува Турција со 4, а последна е Грција со 2. Шансите за задржување на лидерската позиција се огромни, но истите да станат реални потребни се позитивни резултати на гостувањето во Турција на 12 јуни и 4 дена подоцна во Струмица против Грција. Продолжуваме со делот кој што верувам дека вам е омилен, а тоа е наградната игра во секој издание на Спорт 1 на 1 ТВ. Овој пат 3 прашања, 3 точни одговори и 3 награди од нашите пријатели. Пред да одиме со првото јавување, само ќе споменам дека правилата за наградната игра можете да ги прочитате на 1tv.mk и да се информирате околу тоа како може да станете учесник во оваа наградна игра и што значи тоа за вас. Не заборавајте по јавувањата да ги оставате и вашите податоци во режија за да можеме да ве контактираме. Одиме со првиот гледач доколку го имаме. Добро вечер. Здраво, дали се слушаме? Добро вечер, се слушаме. Имате можност да бирате од 1, 2 и 3. Ја би под 1. 1. Првото прашање гласи вака: за кој месец е закажано Европското првенство во одбојка оваа година, каде што ќе земе учество и нашата репрезентација? Септември, октомври или ноември? Мислам дека е септември. Септември е точниот одговор, за тоа добивате фотелја од Атлантик Комерц. Ви благодарам за јавувањето. Оставете ги податоците во режија за да можеме да ви исконтактираме. Наградата ќе може да се ја подигнете од понеделник до петок во просториите на 1 ТВ од 10 до 16 часот. 2 и 3 подсетувам, ова издание на Спорт 1 го посветивме пред се на македонската репрезентативна одбојка во машка конкуренција. Започнаа подготовките за оној предизвик кој ги очекува одбојкарите на почетокот од септември и учеството на Европскиот шампионат. Надпреварите на нашата селекција ќе се играат во Словенија. 2 или 3, одиме со следниот гледач.
Добро вечер. Дали го имаме следниот гледач? Ало, Добро вечер. добро вечер. Бирате меѓу 2 и 3. 3. 3. Одиме со третото прашање, тоа гласи: од кого загуби во баражот за пласма на светското првенство во Јапонија македонската женска ракометна репрезентација? Романија, Словенија или Норвешка се селекциите кои што се понудени во одговорите. Романија, Словенија или Норвешка славеше над нашата репрезентација во бараж двумеѓот? Словенија. Мислам дека е Словенија. Словенија е точниот одговор. За вашето спортско познавање добивате куфер од Атлантик Комерц со продавници во Бит Пазар и Скопјанка. Ви благодарам за Ви благодариме јавувањето. на вас. Пријатно. Оставете ги податоците во режија за да можеме да ви исконтактираме и да може да ја подигнете вашата награда. И одиме со последното прашање. Подсетувам уште еднаш правилата за учеството во оваа наградна игра може да ги прочитате на 1tv.mk, таму може да прочитате и за се останато поврзано со информациите од светот и од земјава и од спортот. Секако, одиме со третиот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, за вас Добро нема вечер. многу избор. За вас остана прашањето само подреден број 2. Да, благодарам. Слушате внимателно, против кого ќе игра македонската фудбалска репрезентација в понеделник на арената Тодор Проески во Скопје? Против Естонија, против Австрија или против Холандија? Против Австрија. Против Австрија е точниот одговор. Ви благодарам за вашето познавање. Добивате протеински бар од New Me. И ова беше воедно и последниот гледач во денешната наградна игра на Спорт 1. Ќе најавам само да останете со програмата на 1ТВ, да не следите и секој петок со нашата спортска емисија од 22 часот, но и во секојдневните термини поврзани со спортот, а гледате 1ТВ и вообичаено. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер. Поздрав!